Да, гостин во ова јавување е вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски. Гостува ден претходно пред Европската комисија да го испорачи извештајот за Македонија. Наумовски, ве прашувам што конкретно може да очекуваме утре? После една година реформски напори, ние утре очекуваме Европската комисија да ги нотира сите оние позитивни моменти, сите оние аспекти на нашиот напредок во исполнување на критериите за членство. Очекуваме свој дел да извештаат да најдат сите реформски процеси и конкретни реформски чекови што владата на Република Македонија ги спроведуваше во изминатата година. И сега кој најбитно е дека утре очекуваме Европската комисија да констатира дека Република Македонија продолжува да ги исполнува потребните критериуми за да ние ги започнеме преговорите за полноправно членство во Унијата. Секако, владата на Република Македонија во изминатата година вложи максимални напори да се елиминираат сите забелешки на предишниот извештај и на Република Македонија да доближи чекор понатаму до полноправното членство во Европската унија, односно до исполнувањето на копенхагенските критериуми. Очекуваме во извештајот покрај напредокот да бидат нотирани и определени области каде што ќе биде потребно и понатаму да вложуваме напори за цела Република Македонија уште побрзо и уште поблиску да се доближи до полноправното членство. Секако дека пред нас предстои уште многу работа, дека до полноправното членство и во текот на преговорите ќе очекуваат многу области кои што ќе треба да ги завршиме и Република Македонија во сите извештаи за напредок кои што ќе бидат објавувани се додека станеме членки на Европската унија, ќе има области каде што ќе биде потребен дополнителен напор, односно каде што ќе бидат потребни дополнителни активности со цел Република Македонија да влезе целосно подготвена во Европската унија. Конкретно во кои области можеме да очекуваме пофалбино и критики? Во изминатиот период ние вложивме максимални напори во сите области кои што беа дел од извештајот минатата година, кои што беа дел од извештајот и оваа година. Очекуваме позитивно да бидат евалуирани сите оние поглавја кои што се однесуваат на хармонизацијата на законодавството, но секако како што реков има области каде што Република Македонија треба да вложи дополнителни напори за да целосно ги исполни европските стандарди. Очекуваме дека во некои области како што се на пример и правосудството, потребно е Република Македонија да направи уште многу за да се доближи до полноправното членство во Европската унија, меѓутоа очекуваме и сето она што е направено досега да биде објективно вреднувано. Доколку сите овие реформски процеси беа правени пред 5, 10 или пред 15 години, Република Македонија несомнено денес имаше многу подобро правосудство, меѓутоа подобро да ги направиме тие реформи подоцна отколку никогаш. И сметаме дека со сите реформски напори кои што се вложени во изминатата година, Република Македонија има добиено еден по-добро, по-функционално правосудство и дека во наредниот период со продолжување на тие напори ќе доближи Македонија поблиску до највисоките европски стандарди. Наумовски, Македонија се поизвестна дека ќе добие потврда за препораката за старт на преговорите со Европската унија, но тука останува проблемот со името. Граѓаните се загрижани и бараат брза интеграција на земјата. Што треба да направи? Препораката дадена минатата година се заснуваше на конкретни останувања и конкретни аспекти на напредокот на Република Македонија. Ние очекуваме оваа година исто така Европската комисија да констатира дека Македонија продолжила напор и продолжила со исполнување на критериумите за започнување на преговорите. Секако пред нас е една пречка која што се должи на наметнатиот спор за името кој што е наметнат од нашите соседи. Ние како држава остануваме вклучени во сите процеси, односно во преговорите кои што се водат по заhtева на Обединетите нации, да изнајдеме едно заедно прифатливо решение и сметаме дека и во иднина Република Македонија и Република Грција како идни држави членки на Европската унија заеднички можат да добуваат за остварување на заедничките интереси на нашиот регион. Денеска во посета на земјата е министерот за надворешни работи на Полска. Претходно предналку вие и министерот Милошевски и Јанкуловски слушнавте начелно некои идеи како Македонија што поскоро да влезе во Европската унија. Може ли Македонија да очекува датум за преговори токму кога Полска и Унгарија ќе преседаваат со унијата тоа следната година? Посетата на полскиот министер за надворешни работи, меѓу другото и во контекст на засилување на нашата соработка со државите членки кои што биле дел од циклусот на проширување во 2004 година, со цел да ги размениме искуствата, односно да научиме нешто повеќе од полското искуство во преговарањето во поединечни поглавја и среќни сме што Република Полска ќе продолжи својата целосна поддршка во процесот на европска интеграција и на Република Македонија.
Тоа е впрочем и дел од активности кои што не ги спроведуваме со останатите држави членки, што е можно повеќе да научиме од нивното искуство со цела Република Македонија да ги заврши преговорите да го побрзат процесниот тек на нивното време со овие држави. Очекуваме дека за време на полското претседателство ќе се повторно ќе се наврати советот на ова прашање за започнувањето на преговорите на Република Македонија за полноправно членство и очекуваме еден принципиелен став од сите држави членки на Европската унија дека оној пат кога Европската комисија ќе препорача дека една држава заслужува да ги започне преговорите за основа на преговорите по станување, како и секогаш досега во историјата, тоа ќе биде следено и во случајот на Република Македонија. Умовски за крај, сакам да те прашам, денеска еве Брисел упати остри критики и побара поголемо внимание од Македонија токму околу визата либерализација, да не се случи да биде укината. Има ли Македонија контролен механизам со кој што може да спречи масовно откривање од оваа земја? Република Македонија нема да дозволи низиниот имидж на една конструктивна држава кандидат и држава која што сака да стане полноправна членка да биде нарушено од неодговорни постапки на поединци и на групи поврзани со процесот на визна либерализација, како што повеќе пати претходно сме напоменале, шансите на граѓаните на Република Македонија да добијат азил во некоја држава членка на Европската унија, односно Шенген зоната, се сведени на нула. И уште еднаш би апелирал до сите граѓани да не наседнуваат на манипулациите од некакви квази туристички агенции кои што или сметат што го бараат однука од нивните пари, односно испробување на материјален профит, би апелирале да се воздржат од активности кои што презначат нивно и малтретирање, долготрајно патување, како и трошење на бенефицијен буџет. Исто така, Република Македонија веќе има составен свој натечни контрол механизми, случаите што беа откриени и во почетокот на оваа година, и во последните неколку недели, се покажува дека Република Македонија знае како да се справи со овие ризици и знае како да превалира понатамошно нарушување на сликата за Република Македонија. Секако сите оние граѓани кои што го барале азил ќе бидат вратени во Република Македонија и се заканува опасноста трајно да биде забранет влезот по државите од Шенген зоната. И сигурни сме дека и овој бран, како и претходниот, навозот ќе биде затворен, односно граѓаните на Република Македонија нема веќе да наседнуваат на овие манипулации. Благодарам на разговорот. Тоа беше вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски.